Драги мои пријатели, се појави првото утринско сонце и нормално јас започнувам со денешната гурманска приказна. Денешната гурманска приказна ја имам честа да ја направам од убавата, преубавата Струмица, значи градот на југот на Македонија, тука некаде буквално на југоистокот на Македонија, и оттаму денеска ќе правиме, ќе готвиме и ќе разговараме за се она што значи гурмански специјалитет. Од друга страна, денешниот наш домаќин, ресторанот Медитеран во Струмица, навистина ни подготви едно фантастично изненадување. За што ќе станува збор, можете да видите во наредните минути. И повторно добро утро, значи повтор пат, нели, од кујната на нашите домаќини, ресторанот Медитеран во Струмица. Не сме во Скопје, денеска сме во Струмица. Добро утро за Васто. Шо правиш, Васе, добар ли си? Добар си. Добро ли лафам? Как си? Добар си. Добар си. Добро. Јас сум иначе струмички зет, да знаеш, и секој доаѓање во Струмица ме учат помалце. И треба да научите. И ќе научам дефинитивно. За јадење и за пиење научен сум, а сега ова да лафам да научам. Да говориме. Да говорам. Да. Значи, денеска пак ја приготвувам еден одличен рецепт. Да. Кој се нарекува? Грне Медитеран. Абе, грне, ти иде онака скромно грне, да. Не грне, амфора. Да. Амфора римска. Окей, значи ова ќе го полниме јас. Да. Може да видат нашите гледачи. Ова баја ги треба мастрав, нели, за полнење. Има, да. И што ни треба за грне? За него ни треба 3 врсти месо. Што? Телешко, пилешко и свинско од бут. Свинско од бутче, значи пилешко и телешко. Да. Ама ти баш телешко, не лажеш со јунешко, ова го гледам баш телешко. Добро, што ни треба друго? Не треба варен компир, кисела каставица, чадена сланина, печурки, буковка, шитаки и шампинјонче. И гледам таму. И кашкавалот оди на крај од озгора, се затвара со тесто. Да не ослабиме и кашкавал. Да, обовезно, да. И кашкавал. Се залива свен сос. Така, сос, она е темелник, оној сос од месо. Еспањол што го викаат, јас го викам темелник. Да, универзален. Универзален, значи сос кој што го дава темелот на самото јадење, иако овдека имаме доста, нели, она што се вели есенција, главно суштина на јадењето, но и темелникот дава. Имаме тука, гледам, и наша сол, шеф микс и малку бивер, тие одат во главном со главното јадење. Што треба, Васе, прво да направиме? Прво треба да го насецкаме место. Повели. Ти тоа доста стручно го правиш. Колку години си веќе во куќа? 22-3. 22-3? Да. Ама ти си еден од ретките готвачи, да кажем, кој што има извонредна линија. Малку јадеш или многу трошиш? Малку. Малку јадеш. Или си ко америчко ауто, многу трошиш. Добро. Значи, свинското ние, сечкано ние, лешкото и јунешкото. Има две процедури, значи, за да се направи ова тава, затоа што јас и ти прво правевме, нели сега модерна Европска унија, ресерч, истражување, што да направиме. Значи, месото оди на скара, со масло, таму се пржи. Се пржи, се готви, се пече. А овој другиот дел одат со путер на тава да се продиста, да се запржат, да омекнат, значи да пушта водичка. И после тоа оди ред месо, ред ова смеса, пак ред месо, пак од ова смеса, се става кашкавал од згора и оди во ревне. И има уште еден детај, да не го заборавивме, тесто да се затвори. Се затвара тестото, да видовме, да не може да дише. Така, значи да биде задушено, за да вкусот го добиат. Навистина одличен рецепт, ајде да го приготвиме.
сега? Сега го редиме месото во грне. Повели. Така. Значи само една. Една, две. Када. Ајде. Па оди ред. Да. Чи месо скоро. Една. Па ред од она што е печурка и зеленчук. Зеленчук. Мора да биде стрикно испржено на путер. Так. Со малку Тоа ќе си оригано. даде, да, со малку оригано од котањи, тоа ќе си даде собствен шмек. Повторно идеме со ред месо, нели, можеме да фатиме малку да си помогнеме Да. со рака, затоа што ќе оди во рерна, а и веќе сме при крај, месото е пододладено од скарата, јас ова ќе го тргнам, тоа веќе не ти треба. Морам и јас да помагам помалку, затоа што треба си го заслужам, нели? Да, да. Така, стави го тоа. Сега го ставаме кашкавалот Значи, кашкавалот доаѓа на крајот. на крајот, да. Одлично. Па оди темелникот или еспањол сосот. Само го заливаме. Заедно во лкаво грне кое што морам да кажам има отприлика околу 2 килограма можност да прими. За едно 4-5 луѓе Доволно. слободно можат да ручат. Така, Јадат. и онаку, И да бидат- десната камера Денис нема да јаде, денеска бил на диета. Одлично. И Земаме тестото, обично брашно со вода. така, најобично тесто на стандард. Да, стандард. Брашно, сол и вода. Струмичаните излегува многу големи гурмани, многу големи, да кажеме, луѓе кои што сакаат веселба, кои што сакаат музика, и морам да кажам дека прекрасно се живее во Струмица, утрото е раздвижено и тука има многу работливи луѓе кои што навистина, ако го гледате Васе, можам да кажам струја без гајтан. Да. Васе, сега ова оди во Ова е рерна. готово, да, оди во Повели да рерна. го ставиш во рерната. И драги мои пријатели, покрај малите екрани, видовте како јас заедно со мојот домаќин, значи Васе, во ресторанот Медитеран во Струмица, го сготвивме ова грне Медитеран. Навистина изгледа импресивно и најголемата веројатност 99,99% или 102%, како што би кажал еден наш комичен политичар, ова е прекрасно внатре. Но пред да предам на процедурата на отварање на грнето и значи послужување со она што е внатре сготвено, да ви кажам дека во продажба се гурманските приказни за италијанската кујна по цена од само 100 денари. Можете да го најдете DVD-то во сите киосци, подарете го на вашите најблиски со една цел да знаете да готвите одлична италијанска храна, што можете да научите впрочем од ова DVD. А сега да предам на она што се вели, значи, пробување на ова прекрасно грне. Прво треба да го, значи, исечеме лепчето. Овака тоа излага целото, намерно е подготвено, па одиме, го отвараме грнето, значи тоа ќе го вратиме овде како лед, па следната фаза е, како што би ви кажал секој, малку да се промеша за да се измешаат сите, нели, сокови внатре, кои што се приготвени во грне. Навистина изгледа импресивно,
а и мирисот е извонреден. Ќе си земам ова е навистина одлично. Драги мои пријатели, повелете и вие да го пробате ова грне во Медитеран во Струмица. Да живееме!